ми дојдовте во емисијата На шанк. Немојте да бидете збунети, ние повторно целата екипа На шанк решивме малку да прошитаме и дојдовме во преубавиот Охрид, на најубавото место каде што можете да го имате вашето прво кафенце, вашиот доручек, ручек, вечера, пијачка, да излезете да се релаксирате или Ноа лаунџ барот. Она што дефинитивно ме радува е што времево ни се погоди, тоа што Охрид секогаш е убав во овој период од годината. Имаме убави гости, заради таа причина ве поканувам да останете покрај вашиот телевизор. Уште една причина плюс што сакам да споделам со вас е како да дојдете до Охрид, а тоа е со добар и безбеден автомобил кој не е друг како Hyundai Tucson, автомобилот на моите пријатели кој секогаш велам дека е автомобил кој секој треба да го има по дома. Останете овде на шанк, напите се едно кафенце ако сакате да соберете повеќе енергија. Кога мислам на кафе, мислам на конечно вистинско турско кафе и започнуваме со уште едно издание во преубавиот Охрид Ноа лаунџ бар. И овој пат во преубавата атмосфера на шанк од Охрид и Ноа лаунџ бар. Мојот гостин, охридски добро познат актер, глумец, стендап комичар би рекла или шоумен со еден збор, па е водител или човекот за се е Стрезо Стаматовски. Добре ни дојде. Добре дојдовте вие, уствари, јас дома сум. Да, ти си дома, ние сме кај тебе на гости. Прво, како се чувствуваш? Прв пат си ни гостин во емисија, прв пат на шанка на масата седнавме. Многу добро, многу ми се допаѓа вашево студио, прекрасно, има добар поглед. Јас имам и лебеди, убо е. Лебеди, убо е, супер е, да. Имаме бродчиња полни туристи, немојме да се пожалиме. Немојте да речете дека немат луѓе. Не, смешчај немат. Ама луѓе имат овој пат. Луѓе имат, смешчај немат, тоа е. Да, прво, значи, секогаш сакам да почнам со мала кратка најава на моите гости на гледачите. Јас веќе дел од твоите активности најавив, но еве како ти би се дефинирал? Хаос во моментов. Не знам кај терам. Хаос, на неколку полиња, хаос. Па вака сега, покрај ангажманите кои што ги имам во матичната куќа во Народниот театар во Охрид, заедно со Никола Тодоровски, мојот ценет пријател, колега, брат, имаме уште неколку проекти кои што ги тераме веќе години назад. Тука ни е импровокација, тоа се театарски импровизации, тука ни е Two Mothers Brothers како кабаре. Не ми кажувај све сега, не ми издавај све. Нема добро ево, не ми издавај се да имаш што да преме муабет. Да, би се дефинирал во моментот како една хаотична личност и новопечен, би рекол, родител. Ето така. Така, одлична дефиниција. Ја и на очари ставив сега кој рече хаос, викам че идеме на терапија тука, секи ти наплатиме. Каки? 100 од саат. Не. Кај да легнам само, кај се. Овде во Ендерон. Ќе почнам со кратка лична карта, така ја викам, 10 кратки прашања. Роден ден ми е на 14 април. Добро. Не година не кажуваме, никај не кажувате година. 83 година, 34. Па мал си бе, зависи како гледаш на работите мал. Добро, години. На очариве ги стави, почна мал да ме гледаш. И стај ги ќе видиш. Не ми е погодена диоптријата. Не, вобиш. Да, ако не бев глумец и водител, ќе бев музичар. Па веќе на некој начин си до душа, ама. Па музиката ми е втора љубов и се занимавам со музика и исто така и Нема што не преш. Пеам, сум пеел во хорови, во соло пеење и исто така свирам перкусии, така да. Третото прашање, по професија сум се. По професија сум единствено, не сум само, не знам, па да, се. СЗС би било тоа, Стрезо за се. Стрезо за се, да. Може да. Омилена боја? Црна. Црна. Ако е боја. Добре. Црно, црвено, бело комбинацијата. Омилена. Се што е во црно, црвено, бело, мене може да ми го продаш. Например, ево имениво тука како што е издизајнирано. Го купуваш. Одма го купувам. Колку кошта? Омилена храна? Месо.
Било какво, се. Било какво, се што мрдата има крв е за мене омилена храна. Имам јадено крокодил, одлично нешто, прекрасно. Се запрекаваш, Не, така? озбилно. И крокодиливе се јадат? Се јадат, е прекрасно месо. Не сум пробал. Кенгур, крокодил. Не сум пробал. Инсекти. Ама сакам да чувам крокодил дома. Добро, ќе мора да врзиш Не некој сум по договор со... гостите. Неќам гости по дома. Зели питбул барем поевтино. Омилена глумица? Ау, Значи не глумец, глумица. стандард, Мерил Стрип. Одлично, тука се сложуваме. Да, добро е. Омилен филм? Ги има многу. Еден. Што, ајде нека би Мементо, то последно. Не сум го гледала. Треба да го гледаш, Мементо. Охрид го сакам затоа што? Е мирен, Мирен Охрид. да. Замисли, јас Охрид си го сакам кога е од некаде октомври до некаде почеток на мај. Добре, значи не го сакаш цело време. Нема шанса. Добре, дека секоја сопруга и маж што ги сакаме, нели, делумно Да, повеќе, да. помалку зависи Морам кога како. така кажам пред камера дека е мирен Охрид. Охрид не го сакам затоа што у тие другите месеци. Е немирен. Логично. Немирен сум и јас. Триза, јас сум плавуша, кај мине логика. Кај мине планови започнува кај што завршува логиката. Охрид не го сакам. Навистина не го сакам и тоа не е Охрид, кој е полн. На Охрид не му требат луѓе. А се жалите Да дека се жалиме немат. дека нема. За жал, не се, ова е за жал многу луѓе се иселија од Охрид. И тоа веќе многу добро се гледа во однос на публика, во однос на настани, било какви настани, веќе охридска публика, млада публика, за жал, се помалци и помалци имаме или кубуриме, така кажано, во театарските кулуари, кубуриме со публика, ама пак од друга страна ми се допаѓа заради тоа што и таа која што е, и толку колку што е редовна и сака да гледат и е жедна за било какви настани, дали е театарски, дали стендап, дали кабареа, дали импровизации, што и да е. Одлично, барам имат луѓе квалитетно, квантитет. Имат квантитетов нека, а во најмала рака барем се Бараме до квалитет. Скопје се ојдени луѓе во најмала рака и ние сабота користиме кога ќе да се исперат од Скопје, што не се перат Скопје, не. Тука е Идете поевтино. овде да ни го загадвете зерно. Викам бе пуштивте Скопје, барем таму перете се фосфати едно друго, таму фрле. Не. Многу камен има овде во е. водата. Тврда е водата. Потврда од овде нема шанса. Шу пола сат јас раце мијам во Скопје, не ме зафркали. Ми. Ајде. На телевизија најчесто гледам Серии. турски. Телевизорот. Па нема други серии на телевизија се стризо. Има серии. Ти со сателитска, извини. Имам и сателитска, да. Јас сум исто. Го користам секое можно време застанам пред телевизор и да гледам серии од, не знам, има некои Dirty Harry, некои такви серии кои што одат на National Geographic. Аха, И ти си такви по тие ствари, серии, да, мислев да. турски гледаш. Да, турските не. Турските насила ги слушам заради комшивката, пошто е наглува. Поздрав за комшивка. Поздрав за комшивка. Ајде сега, вака, прво прашање, толку Заврши многу сега со тие прашања, типу 10. се заврши со тие 10. Чуре, Сега веќе ама, може ја. муабе да си преме кој луѓе. нешто. Како и зошто Стрезо стана актер? Кој те натера, од кај ти дојде жилбата и кога увиде дека го имаш талентот за оваа работа? Се сеќавам точно на моментот, имав 14 години, бев 8, 14 и 15. Сега 8 оделение без него. Заедно со Никола Тодоровски. Учевме заедно. Ние со Никола сме од Забавиште, преку основно, средно, факултет и сега тука сме колеги во театарот и заедно работиме. Значи, не знам, 30 години сме заедно со дечко. Имаше драмска секција како секоја нормално училиште и ние се пријавуваме на драмска секција, таму се вика наставникот решил да прави Чорбаџи Теодос од Васил Илиевски. И одлично, вие двајца сте супер, ти ќе бидеш за мене Чорбаџи Теодос, ти ќе бидеш Спиридонто и слугата негов. И окей. Излегуваме на сцена после 4 проби, нешто такво, само си го научив на памет као текстот, излегуваш на сцена и гледаш пелеада од 600 и кусур души во големата сала тука, пред се твои врсници, тогаш имаше луѓе, имаше деца. Сега нема, сега на мала сала сме. Излегуваме и не пречекуваат, јас излегувам во едни пиџами,
такви и сега нешто сцената е кај што Спиридон го чистит, го спрема неговиот квази господар за да излезе надвор, небитно. И се слуша еден огромен аплауз и буквално двајцава за прв пат го осетивме еден бран на енергија кој што не навлече практично на таа професија и после таа добра инекција се отвори детско драмско студио Марија Новак, сега колешката од МНТ, од Охриѓанка која што работи во МНТ, го водеше, таму направивме една многу добра представа Шекспир сон на летната ноќ и така се тоа почна. Бевме и, не знам, работевме доста проекти кои што како аматери, имавме дури цел репертоар како аматери, се дури еден момент. Знаевме дека ќе завршуваме актерска игра, само не знаевме каде и кога, но знаевме и решени бевме. Двајцата бевме отидовме во Скопје и двајцата не одбија. Не сме били доволно шармантни. Мене ми рекоа наискрено дека сум требало да ослабам 5 кила и да сум одел на второ писен рок. И кај вас го има тој притисок, ја мислам само во водителството. Не, нема врска. Заради тоа што во Бугарија, и среќа така што испадна, ние завршивме во Софија во Бугарија, кај еден од најдобрите, сега е веќе покоен, мојот професор Енчо Халачев по актерска игра, тој е еден од волците на бугарската театарска школа, кој што има вајано не знам какви или не актери, какви или не режисери, пошто и режисери и вако предаваш и режија и актерска игра. И за моја среќа и на моје огромно задоволство, јас му станав негов асистент во Благоевград и работев таму. Добро, сега било чудно со... Иако сум дебел цело време. Ама, нема па. видите, гледаш, мотивација за луѓето да не се нервираат. Немојте да си касните, сега после Великденов немој да се стручавате. Никако, само јајца. Само пазете да не се оптеретите дека Никако, не. Нели, тоа не е убаво сега да не извршат деца. Со бугарскиот јазик ќе те прашав. Нели беше тешко да се глуми на јазик кој не е твој матичен, кој не ти е мајчин, кој не ти е на почеток, нели не го знаеш толку добро. А треба да со тоа е алатка за работа во актерството. Тешко е. Имаш одреден период кај што сите професори практично имаат толеранција во однос на тоа што колку да е блиско се пак доаѓаш од друга држава и имаш поинаков јазик, тоа е факт. Ти мора да научиш, односно јас морав да научам бугарски кој што е на ниво на софијанскиот говор, кој што се води за еден од литературниот бугарски вако. И покрај сето тоа, ти мора да си добар и во акценти, во изговарање и во сите тие работи. Односно, кога ќе застаниш на сцена, да не знаеш кој е македонец, кој е унгарец, кој е грк, него сите зборуваме сега тоа на бугарски, таму работи. Беше тешко на почетокот заради акцентите. Кај нас имаме тврд акцент, третиот слог од позади. Значи тоа е тоа. Кај нив динамичен е акцентот. А и сега и малку се тврди и ти е на уше. Ми се случувало да влезам во продавница во Бугарија, викам добар ден, дајте ми јајца, кај што сме на јајца. Дајте ми јајца. Вика каква? Јајца. Моле, ништо не разбирам. Абе јајца бре жено, јајца. И јајца, ако ќе го скршиш, прави ставче, јајца како. Јајца. Значи, со која рака да ти ја залепаме, кажи. Дали знаеш како се викаат шумечи таблети на бугарски? Не. Ефервесцентни таблети. Не може да го изговорам тоа. Коле Никола беше настинат и цела Бугарија, цела Софија заврти за шумечи таблети, влегви во аптека шумечи таблети. Какво е тоа? Не разбирам и си одел тој. Никој, сите го она. И кад на крај, после 3 сати, викам, што направи да ги правеше сам, плюс боле, абе викаат. Знаеш како се вика, ефервесцентни таблети. Легна и 2 дена после тоа спиеше и изморе, човече. Сите аптеки ги изора во Бугарија. Најголемиот гаф на бугарски на представа ти се случил да се сетиш на нешто што ептано онака граматички неточно е кажано, направено, како јас со српскиот пада киша. Врне киша. Ами, па не можам да се сетам, можам да се сетам за прв пат на факултет јадев блекаут на сцена. Тој блекаут на сцена е многу интересен. Ќе се објасни што е тоа. Блекаут на сцена е кај што буквално ти не знаеш што следи.
зошто би следело сето тоа, кај се наоѓа, што треба да направи следно. Што те вадат од комбе, киднапирани, да стават на бина, како Вака одеш, имав еден колега кој што пред испитната сесија се откажа. Ние работевме тоа сцени втора година, трета година, мислам дека бевме. И сега за колегата да дипломират, јас се убацувам во сцената, а имам 2 дена да ја научам цела сцена и цела улога. Само 2 дена. Само 2 дена. И јас работам деноноќно, учам текст, бедове работевме Шекспир, кој што си е во стих со одредена ритмика и мора да бидеш точен. И нема импровизација. Ајде, во прозата може да се извлече. И влегувам на сцена со песна која што е преведена на бугарски, нормално, со точна ритмика, со се, со мелодија која што јас ја измислив. И сега сето тоа се пробува неколку пати, не знам, неколку илјади пати и почнуваат испитот. А мојот професор рече, вашата сцена ќе оди прва, као вие ќе го удрурните сега, мразов ќе скрчите. Излегувам јас на сцена. И блок. И ништо, ниту текст, ниту песна, ниту мелодија, ниту кај сега чекај. Колегава чека шлагворд за да влезе, многу е прерано, затоа што јас требаше да му дам одредено интро. Во публиката се доволски из публика, професори по актерска игра, сценско движење, не знам, ритмика, и тоа е публика која што се смете еднаш на 4-5 години евентуално, тоа е околно. И седиш и вака, јас за мене мислам дека тие кои што после тоа ми кажа дека биле околу 10 на секунди, за мене беа околу 10 сати на сцена, цел живот ми помине. Што се случи така, кјуташе 10 секунди после тоа тоа е од преголем стрес и од преголем умор и од преголеми очекувања од оно што треба да се случи, плюс обременет си со сето тоа што пред малку го кажа дека сепак колку и да е работаш на туѓ јазик и плюс тоа кога работаш Шекспир на туѓ јазик. Ја на мој не можам да го прочитам. Тоа е веќе for advanced. Да, ја на мој не можам да го разберам убаво. Јас како Битно на крај се снајде и излезе се снајдов, да, имаше со ла бла бла бла, мама, ца, добив аплауз од професорите, после тоа дискутиравме како и да е. Ама ето, тој им беше еден како гаф, ама го доживеав и ми е многу добро Многу дека што стресно. го доживеав. Многу е стресно. Адреналин 2 кила во тебе имаш. Ајде сега да спомнеме она представа која се и во Скопје ќе биде, а тука во Охрид е добро позната, популарна и до сите добив коментар дека е нешто што не сме да се пропушти. Повторно е во соработка со Никола, значи браќа од 2 мајки, така би дошло. Да, браќа од 2 мајки, малку се зафртнавме со името заради тоа што не поставуваат прашање, а таткото што правил кое? Не ми текна. Епа не ли? Да, малку сум плава, убава сум. Небитно. Да, тоа е. Ние го крстивме како кабаре, иако им е полесно на луѓето да знаат како представа, сушност е вариете. Имаш комбинација од стендап, имаш комбинација од скеч комеди, имаш комбинација од кабаре. Имаме свириме истовремено, Коле свири гитара, јас свирам на кахон, пееме истовремено и се дружиме, се зафркаваме и импровизираме истовремено. Тоа е на Поврзано е вариетета. нека приказна се раскажува или? Обично се теми како во стендапот, меѓутоа се малку подолги теми. Да речеме двојката, зависи колку е расположена публиката. И вие колку сакате. Минимум до сега околу сати и 15, сати 20 Ама се минути. минува, значи не е секогаш истиот текст, истото зборување? Затоа што сме и добри импровизатори, може да истерат и многу долго. Да речеме сме го играли во Франкфурт 3,5 сати со паузи. На англиски претпоставувам. Не, на македонски, за нашите Во Франкфурт, беше, па добро, да. има, ради таму, ради. Вака е. Вака. Охрид нема луѓе. Франкфурт, Гледаш 10 охријани најдов. Што ти е, да седи. ги седна таму. Ги и седнав ојде за на кој час представа. ти пиво. Значи во Франкфурт најдолго. Да, имавме таму со паузи со 300 чуна, меѓутоа околу сат и пол мислам дека не е некој лимит кој што е најнормална динамика. За да се изгледа, мислам дека е доста и динамично, затоа што има, да речеме, во единицата Two Mothers Brothers имаме околу 11 теми, во двојката имаме 6. Упола. Али тоа не значи дека е нединамична двојката, напротив. Има некоја си драматуршка низа која што ги врзува сите тие работи.
Треба да го видиш и треба да го чуеш. Дефинитивно не го пропуштам. Ама сега ќе пуштиме слика краток не- сегмент од твојата работа. Океј, да. Да знаат луѓето за што збориме. Важи. Да имат представа. Да имат. Значи можеме да го погледнеме нашиот гостин во она што тој ќе ни го одбере. Сега во моментов ме изненадува, значи не знам што ќе ни даде како материјал, ама вети дека нешто ќе ни даде дека ќе можеме да погледнеме. Има таму некои клипчиња, Имат, ќе било пуштат, кое, овие. имат, пуштите. Што Пуштите. сакате? Пуштите. Добри ден, одма под саато, во кафаната кај Чичо Чире шишето. Од пенџерето таа како ќе зирниш по пердето малку да го врниш. Пердео со пафти, бате. Дупле подруга, е. Подмачкај го пердео. Значи, кој ќе го трниш пердео, од прозорецот се задава една бела фурија. Крале Марко. На конј. Јава. Застана пред... Остава шарец пред врата. Се мисли на коњот шарец. Влегува внатре, отвара вратата. Рано штиче да ја потпра. Влегува внатре во кафаната, штиците шкртат. Ко балони. Седва на масата, столо се витка. И мава со два прста на масата. Чичичире! Блипа корни в плачето, пичко мајчино. Ой, љубов, љубов. Љубов без надежа. Ой, љубов, љубов. Љубов без Idi Čичo Čire šešeto i na marče vidi govori. Šta ti je mora? Šta plaćiš me? Nemam, Čичичире, nemam pojke, nemoj ga, Kako neće? Koga more? Mora kaži što tako se ligaš ko neko pička. Marče! Evo, da polno plaćiš mi. Neća nasilstvo vo kafančevo. Kaži mare pile, dumaj, što mi ti je, kaži mu na Čичо Čire. Marko na Čичо dumaše, Čичо Čire daj bošiše, ranite da si izrečam, duša da si na glasa. Ranite da si izrečam, duša da si na
Назад во импровизираното студио на Шанк, во убавиот 0 ланч бар, на гостика из Трезо во Охрид. Имате на шоу на Зак Галафинакис, тој е стендап комичар. Да? Го знаеш со брада, грк, мора да го знаеш. Не ги разбирам грци. Не е битно, тој е грк по потекло, иначе работат во Холивуд. Еден од беше на Hangover филмот, ако го имаш гледано, Hangover, не го имаш гледано. Го имам гледано со Hangover. Не го имам Не, гледано. имате едно шоу, Не, ако пијат некој нешто кога тоа е прати, ја тоа е почнам да пијам и после не се сеќавам. Па јави се другиот пат така. И не после ми ги раскажуваат филмовите. А Between Two Ferns се викат, помеѓу два папрати. Ние сме помеѓу, не знам колку влегве во кадар. Ова папрат се Не е вика. папрат, бе, не е ова папрат. Ова некој си зим зелено такво, ама. Стрезо немој така се. Between Two Ferns, да. Освен браќа од различна мајка, кои се другите представи кои ги изведуваш и на кои работиш во моментов што можат и охриѓани да уживаат во нив, па здравје и низ Македонија на турнија, да те видат луѓева. Покрај Two Mothers Brothers, имаме еден, би рекол, потазе пред некое време, пред месец дена славевме една година, тоа е театарска импровизација, кој што мислам дека не сме први пионери во Македонија во однос на ова време. Мислам дека порано се работело во драмски, затоа што тоа било шема некаде 60-тите, 70-тите години, почнува тој бран од Канада некаде па навака. И сега ние го оживуваме повторно во Македонија, значи театарска импровизација со име Импровокација, таму работиме јас, Никола Тодоровски, Филип Кипровски и Филип Ангеличин Жура како хост на целото, како домаќин на Тоа целото шоу. ќе може да се погледне во скоро во Скопје? Мислам дека Се сакам ја на кај Скопје да си на кај одлесам, Скопје, шо? да, нема да дојдете Охрид. Да, мора да дојдеме од септември. Мислам дека од септември ќе имаме настапи во Скопје. Имавме настапи некаде на Источна Македонија и добро поминавме, одлично поминавме. Имат луѓе натаму? Имат луѓе за вакво, за среќа имат многу луѓе и многу жедни луѓе за било какви културни настани. Браво. Многу жедни луѓе. Полни сали, какви такви се салите, ама се полни. Браво. Многу срекни лица, многу задоволни луѓе, многу гостопримливи луѓе. Ние вчера имаме некоја мини турнеја, правиме, не знам, Виница, шти сме стигнале до Пекчево и имавме настап Охрид. Пекчево е најоддалечената дестинација во Македонија. И вие натаму тргнавте. Тргнуваме со коле од Сабајле до Пекчево, играме таму, вечераме таму како гости на градоначалникот на Пекчево. Мора да касниш нешто, да. И назад тргнавме. Викат останите спите, не, но кај Охрид назад. Па и ние се, јас ќе се враќам до Скопје. Ау, не, до Пекчево. Ај, не сум била. Имаме една игра, сум, не сум, имаме и таблички, ама си ги забравивме во Скопје, тие неќа на кај Охрид да дојдат, ама сега Дара од монтажа ќе ни среди, а ние ќе одговараме со сум и не сум на прашања, и јас ќе ти правам друштво. Јас треба да одговарам со сум и не сум. И јас ќе ти правам друштво, не сега Добро, само ти. ајде. Никогаш не сум свирал на гајда. Сум. Не сум, а мам без трезо Да. и на гајда свиреше. Морав да го пробам тој инструмент. И Знаеш дека целата работа во однос на гајдата е во стисокот. на стомакот. На стомак. И јас свирам така на стомак како ме стисна да ти кажам право. Добро. Никогаш не сум бил пијан на работа. Не сум. Сум. Имавме многу квалитетна по вино и мораше да се пие. Не, држам на тој принцип секогаш да бидам или денот пред тоа и денот после тоа да не конзумирам никаков алкохол. Така? Ниту пак дури работа. Затоа што поинаку тоа е... Ама добро, друга ти е работата на тебе. Добро, да, зависи за која работа премуваме. Да, ја немам тука ништо на памет што да учам. Никогаш не сум седел на балкон по долна облека, на комшине, по каки да им седнеш. Сум ми е, гај. Не сум. Не, си пропуштила. Добро. Сум. Дури се спружираш твои гачи, други. Имаш комши, Да, така? да, имам да во зграда сум. Уште живеат таму? Уште се таму, да. Значи не е страшно. Само кога ќе излезам, некако многу празно ми се гледат. Никогаш не сум прострелалишта, сега кажа дека си, јас сум. Сум. Значи домаќин човек, помага на сопругата. Никогаш не сум уклучувал перална. Не сум. Сум. Како не си, не знаеш да пушташ перална? Абер неам. Абе сам ќе тости сопругата ќе не знаеш да Види, си знаеш што е, испереш. кај Каки нас ќе немаш? македонскиот мен дебе рачно ги си ги исперам, шо ме вози. Со
сапунчи, Не, тоа ќе научам, не, види. Кај нас менталитетот во Македонија е ако све знаеш да правиш, све ќе ти остаат тебе да правиш, разбираш? Вака морам нешто и да и сопругата вакво, да јас помагам во кујната. Ова е најдобриот совет за сите што планираат да стапуваат у брак. Ако знаеш, ќути си. Никој не знам. Никогаш не сум пуштала бојлер на скапа струја. Сум, тој не е згаснат. Сум. Добро. Особено кога ќе ти се роди дете, тоа си. добре, да, Дошо е бојлер е уклучено, душа ме боли, ама бојлерот Кога ќе пушта. стигне сметкава за струја, бубрегот. Ајде да платим. Ајде. Никогаш не сум имал девојка постара од мене. Секогаш сум имал девојка постара од мене. Сум. Ти многу учен си. Многу. Не сум имала девојка. Никогаш не сум бил во стриптиз бар. Не смеш да кажеш. Сум. Сум. И јас сум. И јас сум бил. Никогаш не сум бил на диета. Еднаш бев на диета и за за 2 недели изгубив 14 дена. Кила? Нешто. Сум била на диета и ја исто. Само стомачен вирус на мене функционира од диети. Ништо друго. Не знам кај ме, ништо не функционира од диета. Никогаш не сум патувал автостоп. Сум. Не сум. Никогаш не сум вртел по бивши на телефон на пијано. Сум. Не сум. Јас сум многу тежок инак. Сум. Ко секоја жена. Добро не ти да направи. Да му исклучиш. Не. Ни толку? Не. Ништо. Ми го зима телефона, ми дава играчка мобилен. Може и сум звонала. Никогаш не сум направил гаф во етер додека водам емисија. Сум. Сум. Се греши. ту Сум ми да јас се нешто. греши, јас го грешим името на спонзорот, комплетно друг супермаркет, кажа. Небитно. Никогаш не сум правил ајвар. Сум. Не сум. Ето. Сум. Толку од домаќинот. Имат нешто победа, награда, нешто? Немит. Немат. Пред да завршим имат подароци. Супер. Прво да те прашам дали остана нешто што не споделивме. Па не знам. И подароците додека ги чекам да си ги добијам. Дали нешто треба да докажеме што заборавивме да кажеме? Мислам Мисли дека се трезо, спомнавме. мисли. Не знам што, мислам дека се спомнавме, мислам дека кажавме се. Се надевам дека со сите производи и продукти кои што ги имаме во Скопје некако ќе пробаме да ги донесиме, затоа што да бидам искрен се укажа дека најтешко било да донесиш од провинцијата производ во високата буржуазија Посебно Скопје. ако си од Охрид. Посебно ако си од Ако Охрид, си од Охрид. селјак таков тежок, да. Остани овде, подароците да ги земеме. Стојам. Значи, ова е од нашите спонзори. Имаш многу убави избори на станчиња у Скопје, не мора само продукти да носите, Да, бе, вака можеш стварно. стан да си купиш и винце, убава шолја. Планирам во најскора иднина. Опа, полека во студио ни дуват Да малку. си ставиш од ваква од винцето поголема шолја, жена ти да мисли дека чај пиеш, па сега да немаш Shine проблеми. bright like a diamond. Кафе пиеш? Пијам. Многу или малку? Па, сега последно време се распив нешто кафе. Да знам од торбава колку да поделам. Колку за тебе, колку за мене, повели стрес. Ова ти е најквалитетното Елит, турско кафенце. Да ти кажам, право мислам дека и ова го Уште едно. консумирам и дома. Охо. Не баја, заслужи цела торба, ајде земја, ќе речеш Шо, поздрави од бе? Скопје дојда, не дадоа ништо. О, види, а? Види го, а? Кажи шупа. Зелено. Go green. Светло зелено, темно Тоа- зелено и зелено металик, моја омилена боја, да. Ми беше ова едно од поубавите интервјуа, не смеам да речам најубавите, ќе се научат другите гости. А ми беше едно од поубавите и ми беше многу мило што преку Никола успеав да те најдам и да те договорам. Готово се имаш број кој ќе сакаш ништо. Кој ќе сакам, ќе се јавам за да те договорам. Смешта јак ти треби, тука сме. Па имам јас смеште во Охрид. Кај што не плаќам. Знам, кажа пред да почнеме Да, снимаме. да. Ама дефинитивно ќе направиме уште една дружба и уште едно вака супер интервју. Не мора со камери. Може и вака да седнеме, да се Можеме со намобетиме. Никола седниме и да. Кога да. сакате. Сигурно и тој имат едно вакво. Може Да, да му ги отвориме. Ти благодарам стрез за уште еднаш. Фала ви. Останете вие уште кратко со нас за да ги проследите и оние останати содржини за неколку минути пред да се одјавиме.
feeling happy. Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is a minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is a you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Едноставно прекрасно дружење на Шанк во преубавиот Охрид и овде од Ноа Лаунч барот. Да не вас бунам за да си знаете која емисија ја следите. Верувам дека убаво си поминавте во наше друштво и дека ќе сакате повторно да бидете со нас. Имам изненадување за вас, но прво со ред. Време е да ги потсетам оние кои го бараат својот нов дом дека треба да се обратат кај луѓето кои се вистинскиот избор кога станува збор за решението за вашето стамбено прашање. Ако купувате стан, значи дека правите инвестиција која не е како новиот пар штикли или како нова гардероба, нешто што е на долготраен план и нешто што треба да биде вистински квалитетно и пред се да значи дом. Затоа јавете се, побарајте од становите на идеални локации. Секаде каде што вам ви одговара, ќе најдете избор на станови со одлична квадратура кај нив, затоа направете го вистинскиот избор сега. Она друго што треба да го направите како избор е да го посетите Охрид и преубавиот ресторан Острова. Ако сакате да уживате во традиционалната охридска храна, во традиционалниот амбиент на убава музика, во пријатна градина и да ја имате онаа прошетка со кајче по најубавото место, јас би го рекла во Охрид, каде што имате такви извори и таква, не знам, околу вас природа која ќе ги одмори вашите очи, токму тоа е местото кое треба да го посетите. За да ми верувате зашто према муабет, останете со нас и проследете го овој прилог токму од таму од Острово, каде што веќе во следната емисија на Шанк ќе ви се јавиме од таму со дружба. Бидете добри едни спрема други, сакајте се и секогаш следете нередовно на нашите репризни изданија, на нашиот YouTube канал и на Facebook, а сега уживајте со Острово и Охрид.